Нека е честит празникот Крстов ден, многу убав ден во Ресен, како и секоја година кога сме тука, особено сум среќен што оваа година заедно со локалната самоуправа, со градоначалникот, пратениците, пратеничката, со амбасадорот на Европската унија во Македонија господинот Шбогар, со амбасадорката на UNDP на UN во Македонија господја Луиза Винтон, со директорите на институциите од земјоделскиот сектор, сме тука со граѓаните, со земјоделците. Денеска ќе искористиме денот покрај празникот да присуствуваме на сите настани, но и на сите средби со граѓаните и земјоделците кои што заеднички со Европската унија ги организираме, се со цел да разговараме за придобивките од нашето членство во НАТО и од почетокот на преговорите за членство со Европската унија. Она што може да го кажам дека во овој целиот изминат период владата носеше континуирани мерки и политики за да го поддржи овоштарството како еден од клучните сектори во нашиот агроиндустријски комплекс, но и Ресен е еден од градовите и овој регион е еден од градовите од регионите кој што добил најголема поддршка во текот на оваа година. Над 5 милиони евра се исплатени, се вратени пари назад кај граѓаните во некои 12 месеци во текот на оваа година. Јас сум сигурен и убеден дека заеднички со Европската унија, со оваа хемија и енергија која што постои во државата, која што мора да ја искористиме и да ја канализираме на 30 септември, ќе ги отвориме уште повеќе вратите да нови европски фондови, да нови структурни фондови, да нови пари влезат во нашето македонско земјоделство. Заради тоа што основа на нашата економија е токму земјоделството. Во текот на целиот овој период бевме насочени да носиме постојани мерки и политики, како што кажав, и во овој дел. Фиксно ги зголемивме субвенциите минатата година, уште во првата година од мандатот 10% беа зголемени субвенциите за одржување на овошни насади по хектар. И тие ги добија буквално сите оние кои што аплицира. Оваа година носевме нови мерки и политики. 20% се зголемени субвенциите за сите оние производители земјоделски стопанства во делот на овоштарството кои што се во развојна категорија, кои што имаат од 1 до 5 хектари. Наместо 33.000 оваа година добиваат 39.600 денари зголемени субвенции. Постојано носевме одлуки и политики преку кои што дававме повеќе пари во делот на земјоделството. 104 милиони денари исплативме во Ресен за штетите кои што се случија од 2017 година. Околу 2000 апликанти ги добија рекордно и први во Ресен своите средства. Има само уште 78 барања, од кои што 35 се обработени, се во ред, и останатите ќе ги обработиме и во најбрз можен рок ќе бидат исплатени. Ветивме како дел од владината програма дека износот на средства кои што го даваме за предадено, за индустријското јаболко, предадено во преработувачки капацитети, ќе го зголемиме. Тоа беше дел од нашите ветувања и програма и наместо 2 денари уште во првата година ја измеривме програмата и уште од оваа година 3 денари е износот кој што е за предадено јаболко во преработувачки капацитети. Тоа се уште 130 милиони денари повеќе пари кои што по овој основ повторно ќе додаат кај производителите на јаболко. Донесовме нови развојни мерки и политики со програмите уште во првата година од мандатот од програмата од 2018. Ке споменам само две. Тоа е мерката преку која што за реконструкција на овошни насади, особено кај јаболката. За промена на сортиментот се добива поголема субвенција од 9900 денари. Тоа се дополнителни мотивирачки средства за земјоделските стопанства за да го подобрат своето производство. Воведовме нова мерка преку која што за преминот поледелски во повисоко доходовни култури, односно преку промена на самата култура, односно доколку направите промена на сортиментот односно на производството од поледелство во овоштарство, во лозарство или во градинарство, добивате во следните 5 години 30% зголемени субвенции. Навистина дадовме силен поттик на примарното производство и тоа го говорат фактите, аргументите за парите кои што се трансферирани, кои што дојдоа кај производителите, вклучително и на јаболка.
кога збориме за ИПАРД програмата преку Европската Унија, со задоволство и гордост може да кажем дека на само еден повик кој што се одвиваше во текот на оваа година се склучени 919 договори во износ од 16 милиони евра, толку колку што се склучени вкупно во претходните 9 години во делот на ИПАРД. И тоа е денес ќе го разговараме со амбасадорот на Европската Унија, со земјоделците од Ресен, заради сите можности кои што Европската Унија ни ги дава, а кои што навистина ги користиме. Меѓутоа, Ресен е лидер во користењето на токму на ИПАРД фондовите во овој прв повик. Рекордни 142 договори се склучени до денес за поддршка во механизација, во нови трактори, во нова опрема, во преработувачки капацитети. Во понатамошниот период ќе дадеме со следната програма за рурален развој за 2019 година, ќе дадеме силен поттик и на секундарното производство. Заради тоа што денес, кога ги анализираме проблемите со кои што се соочени производителите во делот на вишокот на индустријско јаболко, наидуваме на проблемот дека навистина мора да дадеме поддршка и на преработувачката индустрија, и тоа преку програмите за рурален развој. Секаде каде што можеме со државна помош преку програмата за рурален развој ќе ги зголемиме во следната година преработувачките капацитети, да има поголем простор за откуп на производите и за извоз од државата. И на тоа ќе се насочиме во 2019 година. Овие денови, почитувани пријатели земјоделци, клучното е што заеднички со премиерот, со директорот на платежната, со подпредседателот на владата за економски прашања, со градоначалникот, со сите засегнати страни ги анализираме состојбите во делот на индустријското јаболко. Знаеме и за штетите кои што оваа година ги имаше, но има голем род, ќе има и голема количина на индустријско јаболко. Нема да ги оставиме граѓаните сами. Знаеме дека максимално 20.000 тони може да соберат преработувачката индустрија. Таму каде што ја зголемивме поддршката од 2 на 3 денари, како што беше ветено пред граѓаните. Но знаеме дека ќе остане вишок, дека останува меѓу 20, 30 или максимално 40.000 тони вишок на производство. Владата ќе носи мерки и политики. Тоа е клучната порака која што денес сакам да ја кажам. Утре заеднички насредба со производителите, со откупувачите, со преработувачите, со оние кои што имаат договорено веќе извоз, а ја чекаат одлуката на владата и поддршката од државата, ќе имаме финална средба во Министерството за да финално ги разгледаме сите правни процедури, можности за војдувањето и за окружувањето на овој голем пакет на поддршка која што го даваме во текот на оваа година. Државата и владата ќе ја даде поддршката. Викендот ќе имам консултации со премиерот за да во вторник на влада биде донесена соодветна одлука преку која што сметам дека задоволни ќе бидат и трговците, и производителите, и откупувачите, на задоволство на сите граѓани, како што и се досега правевме, никого не оставивме на цедило. 10 милиони евра пари се нашите интервентни мерки во текот на оваа година. Ветивме фонд интервентен од 6 милиони евра, само во една година исплативме 10 милиони интервентни мерки. На овој убав ден, на овој празник за Ресен, за Преспанскиот регион ја праќаме таа порака дека ќе носиме одлуки во интерес на сите. Тие тоа го знаат заради тоа што сме во секојдневна комуникација и следните неколку дена таа ќе биде конкретно соопштена и во вторник на следната седница на влада ќе биде усвоена. Уште еднаш на крајот да го честитам овој голем празник и чест ми е и гордост што денес заеднички со сите луѓе, со представниците на дипломатскиот корпус, со амбасадорите, заедно сме во Ресен да разговараме со граѓаните на Ресен. Но ќе разговараме и за европските придобивки и за она што го нуди Европската Унија и почетокот на преговорите со членство. Денес е денот, голем ден за Македонија заради тоа што почнува скрининг процесот во Брисел. 40 представници на институциите, предводени од министри во владата, го започнуваат тој диалог во Брисел во Европската комисија. Тој диалог ни носи за нас во земјоделството повеќе пари за рурален развој. Тој ни носи повеќе пари за субвенции кои што ги добиваме од Европската Унија. Тој носи сигурен пласман с големи откупни цени, зголемување на извозот, многу инвестиции и многу вработување. Граѓаните не смеат да искористат да ја пропуштат оваа шанса на 30 септември. На 30 септември заокружуваме за Европска Македонија. Благодарам.